Добре дојдовте во процес. Каква е состојбата со инсулини во државата? Има или нема инсулини? Националната комисија за дијабетес постојано праќа деманти и се препукува со здруженијата на пациенти. Овде во студиото на Нова немаме представник од Националната комисија за дијабетес, но затоа тука се председателите на здруженијата од Струга, Иво Дуковски и Стефан Јовановски од Куманово. Со нас е и Сонја Стамевска, мајка на дете со дијабетес. Добре дојдовте. Добро ве најдов. Морам да нагласам дека беше поканета доктор Тања Миленковиќ од Комисијата за дијабетес, но таа одби да гостува со образложение дека не е било ниво да разговара со нас пациенти, односно со здруженија на пациенти. Како ќе искоментирате оваа изјава, ова образложение на председателката на комисијата? Јас како На тие што одлучуваат за судбината на многу пациенти во државата. еве јас ќе земам збор и ќе кажам дека како инволвиран директно последната година со сите наши состаноци каде што ги презентиравме, нотиравме проблемите на сите дијабетичари, успеавме да одржиме неколку состаноци со Национална комисија, но на крај се сведуваше состанокот само како еден вид на анкетна комисија, ти ги нотираш проблемите, има да ги решаваме. Не ве слуша. Ма не само што не слуша, него не прогласува за шпекуланти, манипуланти, лажови и редица други работи. И јас директно испровоцирам од последната седница на кажи го, парламентот, у собрание, кога даваше реплика на една докторка од опозиција пратеничка. Ние да расчистиме, тука не сме политички, Не. вие сте Но директно сум представници на испровоцирам. здруженија, меѓутоа пред сте се Да, пациенти. тоа сакам да го потенцирам дека Бидејќи овдека не постојано има обвинувања дека се работи за нечии лични интереси, Да. ве молам на маса, значи аргументите има или нема проблеми со инсулините. не да има проблеми, него ненормално проблеми, трагични работи се случуваат по здравјето на, може слободно да кажам, 130, 140, па и 150 илјади пациенти кои се на овој дијабетични. Вие постојано комуницирате и со другите здруженија и во другите градови. Каква е ситуацијата во Куманово, кажете? Во Куманово, можам да кажам, во последниве 4-5 месеци е слична како што е во цела Македонија. Додека беше порано доста поублажена таа ситуација, од аспект што ние бевме своевремено нотирани, односно презентирани од страна на Националната комисија како најсоодветни здруженија и општина и Центар за дијабет, односот помеѓу аналозите и хуманите е приближно исти, односно 60-40, додека некои центри и некои градови беа до 80-90 према 10 према 20%. Но, поради цената, бидејќи тендерите се исклучиво за цена, се раководата колку е скап инсулинот, и со оглед дека неколкократно е поскапа налогот, принудно, не само што го намалија тој проценат аналозите од 80-90 на скоро на 50-50 е сега моментално, и Куманово се најде во таа една група дека Доаѓаат ли луѓето да се жалат кај? како не, секојдневно ние го имаме оставено телефонот у самиот На центар што се жалат? Нема инсулини или квалитетот на инсулините? На што се жалат? од сепо Најмногу? нешто. Прво најповеќе се жалат од квалитетот на лентите и глукомерите. Катастрофа е, чиме овој временските надворешни услови испод плюс 20 степени, а лентите накачуваат ненормално високи единици на шеќер во крвта. А додека инструментите, глукомерите, чиме испод плюс 15, буквално не се во функција. Едноставно ќе ти покаже кој ќе го вклучи, само ќе ти покаже ЛО. Тоа значи дека нешто има грешка, некоја грешка. дека може да се земе поголема или помала доза на инсулин што може да влијае Тоа е на како резултат кој ќе го добиеш. Посебно карактеристично е за дијабетичари од тип 1, како што се присутните овдека, кои што мора пред да дозираат и да примате овој инсулинот да примат, они мора да го измерат шеќерот. И замислите вие,
А ја имам во Ако акции не правам покаже точно што ќе се случи. што ќе се случи. Трагедија. Ако му е 10 шеќерот, а му покажува 15-16, место да прими 10 единици, ќе треба да прими 20 единици инсулинска терапија. И што ќе биде? Може да се препостави најобичен лаик, може да препостави Може да што се е, падне во ако кома. треба, ќе се падне во Како е кома во и не Струга? дај Боже. Во Струга е алармантна ситуација. Секој ден, значи, граѓаните од Струга, па и од Бевчани, пошто се две општини, ги застапуваме, се жалат, нема инсулин. Ако овој месец донесат Новомикс, Новорапид, Лантус, следниот месец, а го нема, еве, ден денеска го нема Хумалогот, го нема Новорапидот го нема во Струга, сега моментално, сега, баш во оваа ситуација. Луѓето се месец ден оставени без терапија. Ја не знам како ќе продолжат натака. Сите се жалат на како да кажам, на други заболувања. Не е само шеќерот. Шеќерот Се рефлектира понатаму на другите болести. На другиве болести, да не го објаснуваме, да беше професорка Тања Милинковиќ може да повеќе го објаснеше. И сега Да, на тоа крајот да го оставиме на нив. оваа работа, од цела оваа работа. Гледате, интересно, овој месец, пазете, ни даваат, еве, пенкало ќе покажам, јас го приемам овој инсулин, ќе го извадам ова, да демонстрирам, овој нема игли. Овој месец не ми дадо игли. Нека ми каже Национална комисија, било кој професор, како да го примам овој инсулин. Нека ми објасни таа, без игла. Порано дава, пак кажам, значи, параметри за порано. Значи, бевме ние инсулин, презадоволни бевме. Немавме ние проблеми за да трчаме ние по Националната комисија, си имавме други активности. Вие да берете гајле, Така. како ќе го примате или има ли Така, доволно? така. Не? Порано игли имаше во апотека, сега нема. Ние, за Струга конкретно ќе кажам, луѓето кои што се поимуќни, значи овој инсулин, овој Новомиксов го наваруваат во Албанија. Ово едно пенкало кошта 10 евра во Албанија. Се го купуваат. Го купуваат. Дека нас нема никаде да го купат. Во Македонија нема кај да се купи. Не. Да потенцираме дека инсулинот е покриен со програмите, со За националната набавка. програма на Да, Министерството точно. за здравство и е бесплатен за сите пациенти, така било со години, така било од Сега секогаш. да кажам, да се надоврзам на вашо ова. На последниот состанок, Националната комисија, која што ја води Тања Миленковиќ, ни кажа, здруженијава да се одвојат. Значи, тип 1 и тип 2 да имаат посебни председатели. Тоа што е неприфатливо. Дали е пациентот тип 1 или А тип 2? зошто тоа? Поради манипулација. Заради, вака сад ќе ви кажам. Разедини па владај. Пациентите што се на тип 2 и кои примаат доктор или како да кажам интернистиве или ендокринолозиве, кога ќе им препише инсулин, ако сака поквалитетен инсулин да земе, како што е ова, од хуман инсулин на аналоген, да си ја доплатат цената. Тоа го кажавте, таа е таа фрапантна информација со која што ве терале да подпишете документ, односно ви предложиле да се докупи Да се доплати. да се доплаќа квалитетниот инсулин, Да. поскапиот инсулин. Поскапиот или поквалитетниот. Значи Да нагласиме дека самата хуманиот е поевтиниот и тој Да. кој што бара посебен режим на исхрана и на примање и нели подолго време делува, подолго време му треба дека почне да делува. Тоа сакавме да го кажеме. И сега, например, можам да кажам само за Струга, дека има луѓе стварно што земаат многу ниска плата, пензија и како да кажам. И ако треба да доплатиш за тој поквалитетен инсулин, ја не знам кај ќе ни е крајот. Искрено ви кажам, очекуваме во наредниот период и тоа ќе кажам. Тоа значи да се искомерцијализира и инсулинската терапија. Мислам дека е многу битно овдека да се напомене дека јас и мислам дека и пријателот исто, 3 пати дневно што примаме инсулин, отприлike некоја која количина ја примаме, ако се дозволи
И ако се одлучи да се доплаќа, мене ќе ме чини негде околу 2000 денари месечно ниво доплата само. Тоа го потврди и тие сами. Тоа никогаш не било во историјата на Македонија Па, инсулинот досега да се плаќа. Досега стварно. Вие сте мајка на дете кое што прима инсулинска терапија, шестоделенец. Како изгледа еден ден на дете кое што прима инсулин? Како изгледа вашиот ден? Со што се соочувате? Се соочуваме вака, значи мојот дете е веќе со диабет тип 1, 5 години цели. Како изгледат? Колку пати се боцка? Животот со диабет е всушност 24 часовна борба. Борба у смисла со тоа да вие направите обврска да живеете нормално со едно заболување кое што всушност представува најтежок облик на хронично заболување, значи зборувам хронично и кое што за жал се уште нема лек нели за излечивост, меѓутоа имајте можност за да тоа се води некој нормален живот, а тоа е инсулинот кој што треба да го прима. Да, и тоа е борба. Борбата е таа што 24 часовно, значи вие водите грижа за детето кое што еве зборувам конкретно за мојот случај, е на интензивна инсулинска терапија. Тоа значи дека пред секој оброк треба да прими инсулин. Значи минимум 3 оброка треба да прими и навечер тој што е базалниот инсулин треба исто да го прими, тоа се значи 4 буцкања. Кога ќе прерачунате тоа и на пресот пред некој ден го зборувавме нели дека доаѓа некаде околу 1500 буцкања годишно. Значи зборувам само за конкретните оброци, а каде доаѓа сепак е тоа дете како сите други деца кои што треба да има нормален живот како и сите други деца има право на тоа, да има дополнително нели каде што би сакал да изеде и сладолед или нешто благо или нешто друго плюс. И сето тоа е плюс боцкање, значи сето тоа е плюс инсулинска терапија, која што не е секогаш пресметана, сето тоа е плюс боцкање, кое што е нормално стрес и плюс додаток во сета таа борба 24 часовна и секојдневна. Тука ви се исто така проблемите кои што настануваат и во однос на згрижувањето, да речеме во училиште. Вие го праќате детето и постојано сте со мислата што се случува. Јас имам среќа што моето дете е веќе поголемо и е научено да може и самото да се буцне и да се провери, меѓутоа што збориме со оние деца кои што не можат, кои што се од помала возраст, каде што кај нас се уште не е развиена воопшто, можам да кажам, сметам дека се уште свеста за ова заболување кое што е од светски рамки и каде што во светот е на многу повисоко ниво издигнато, да немаат сознанија. Имаме родители кои што се соочуваат да не можат своите деца во градинка да ги пуштат, затоа што нема кој на каков начин, како ќе ги пуштат, кој ќе се грижи за нив, кој ќе се грижи за тие мерења, за тие боцкања, за сите тие работи со кои што ние се носиме како родители. Па многумина од нив се да речеме осудени да не може едниот да работи, другиот за да може да се грижи. Јас имам среќа што мојот сопруг работи приватно, па можеме да ги компензираме кога сум јас на работа, тој да е дома, меѓутоа сето тоа е борба во текот на денот. Тука ви се секојдневните обврски во тоа инјектирање на инсулинот, секојдневните мерења на гликемијата во денот, диететскиот режим, да речеме, кој што треба да го има детето. Ние немаме се уште, да кажеме, некои си советувалишта каде што ќе ви се посочи како родителите сами се борат, сами изнајдуваат. Значи ние мораме преку, да кажеме, вакви некои комуникации со диабетичари кои што се постари, па ќе ви кажат некои совети или преку интернет или преку списание. Значи немаме каде што советодавно, да речеме, ќе ви каже некој кој е режим нутриционист или било што. Че сето тоа сами го бараме, сето тоа сами се снаоѓаме. И сега во целата таа борба се соочувате со технички проблеми, да така ги наречам, технички проблеми, значи кратење на лентите, недостиг на одредени типови на инсулин, коригирајте ме ако не е така, недостиг на игли кај децата, дебели игли кај децата,
Во однос на Оставам на вас иглите, да во го однос на кажете иглите би тоа. кажала, значи за децата има поголем број се одделува, не е како кај повозрастните, тука не можам да кажам, меѓутоа што станува со квалитетот на иглите. Многу мајки се Значи, жалат дека тоа се тачно. дебели игли, Тоа се кои што игли прават за кои што јас модрици. можам да гарантирам затоа што кога доаѓа во ситуација да снимам и кога замина во странство, поточно еве нека биде да кажам каде бев во Германија, каде што ги покажав иглите и сакав да купам од игли кои што се од друг производител, тие се чудеа и рекоа дека ова е трета класа игли. Истото, јас можам да го потврдам лично, затоа што сметам, со сета почит кон државната, нели, национална комисија, меѓутоа сигурна сум дека ниеден од нив не ги пробал игрите. Јас сум ги пробала. Значи јас сум родител и сакав да знам што моето дете доживува и како, нели, се справува. Јас сум ја пробала иглата и како делува едната игла што ние ја добиваме тука и иглите кои што си ги набавуваме сами приватно од странство, да речеме. И мораме да ги плаќаме. Значи тоа е пробивање на кожа. Децата се соочуваат со грудки и со модринки. Значи мислам дека сепак не е во ред да децата покрај теретот што го носат со заболувањето, да го носат и теретот со она што сметам дека им следува како едно заболување кое што треба да биде покриено од страна на институциите и на државата. Децата се третираат како трета едноставно категорија. и за тие канели зошто да не се воведат каде што веќе во светот и во Европа е на многу високо ниво и се гледа на секој начин да се олесни и да се надмине тешкотијата во однос со справувањето со заболувањето, канели каде што имате се става на детето и 72 часа ги носи, тоа значи 3 дена тоа дете се боцка во таа канела, тоа е заштедување на, рачунајте, 4 минимум боцкања дневно, тоа се 15 боцкања, вие заштедувате да не го боцкате него во рачето или во ноџето, него се боцка во канелата. Зошто да не може да се дозволи да се увезат тие такви? Тоа е нешто што не е недостижно, тоа е нешто што го има во другите тоа ќе ви држави? кажам дека во Италија еве конкретно затоа што имам таму пријателка која што има исто дете со дијабет и која што ми ги праќа доброволно бидејќи таму се набавуваат колку што е потребно, нема ограничување ниту на инсулинот, ниту на канелите, особено за децата. Тука се ограничени, значи. Тука сме ограничени и во однос на инсулинот и во однос на иглите. Таму имате побарување колку што имате потреба во текот на месецот. И зошто да не се донесат тие такви некои канели кои што ќе бидат преголемо олеснување и преголем намалување на оној стрес што постојано го доживуваат децата. Кажете ми како изгледа тоа кратење на инсулинот. Вака, кратењето на инсулин не вака. Секој 4 месеци, значи секој пациент мора да направи контрола на своја гликемија. Оди кај докторот и ни дават за 4 месеци листи, можеме да ги покажеме ако сакате, и се пишува на таа листа на кој ден е земен инсулинот, подписот вработениот таму и подпис наш. На 4-тиот месец, значи пазите, јас примам 6 пенкала, на 4-тиот месец, кои ќе ги израчунаат тие единиците, колку примам на себа или колку навишам, пошто јас 2 пати се боцкам со овој Добро. Ги собираат единиците и ни даваат, например, ни укратуваат по 2 пенкала. Пазите. За да еве пак ќе демонстрирам истото. За да ја проверам јас ова игла и ова пенкало дали е исправно, треба барем 2 единици На Да шприцнете на празно. Да, на празно, за да видам дали стварно. И тоа се троши. Па се троши. Како тоа што ми ги рачунаат моите ова? Нас пазате како не учеа. Значи истите овие професорки што се сеа во национална комисија, дека на секоја боцкање треба нова игла да се става. Да. Заради. А колку игли ви даваат? Нас ни даваат 5, ова е 6 пенкала, 5 игли ни даваат. За цел за цел месец, за цела терапија, за целиот месец. И речете се, оваа игла, ние сме постари. Се боцкаме било кај ќе стигне, кај што е одредено. Што ако не пати некоја инфекција? Нешто што, пазете, како што одиме, како што старееме, Значи, една употребена игла повторно се употребува, сакате да ми кажете? Една игла, едно пенкало, 6 дена. 6 дена ќе го. По 2 пати
12 пати се боцкаме со едно. Таа се отупува, По боли. принцип треба секое боцкање да биде па така не уче. посебно. Зашто се таа национална комисија кажа дека ни лажеме, дека не е вистина, значи тие лошо ни едуцирале. Така. Дека инсулинот порано кажа, кога требаше човек, имал некоја прилика да отиде во странство, било каде. Можевме да земем по терапија за 6 месеци. Значи не ни правува никаков проблем. И како сега настана... Кога е тоа порано? Пред да настане инсулинската криза, пред овие 2 години? Така, пред овие 2 години. Значи пред овие 2 години ние можевме да земеме за 6 месеци терапија. Па имаше луѓе што живеат во села подалечни, па им дава за 6 месеци. Сега настана криза, ми кажува, ми гоускратува пенкалото. Ми гиускратува иглите. Еве сега кажам денеска Тоа пенкало може и да падне некаде и да се искрши. Да го механички изгубиш. да се оштети, да. Не го биде, едноставно може да се случи да речеме диабетисот и диабетичарите, значи за секое нешто организмот веднаш реагира на сите промени. Да речеме тие се многу големи метеопати каде што реагираат и на временските прогнози, каде што на мала инфекција реагира, значи секогаш шеќерот се накачува. И сега вие кога сте ја правеле листата, сте ги пресметале единиците кои што ви се потребни во однос на оброкот, да кажеме 15 единици по оброк. Но што правиме? Ние не можеме да предвидиме дека во текот на месецот, зборувам за моето дете, еве ќе се разболи и кога за сите, али еве си кажувам за себе, значи кога ќе ми се разболи детето, ќе добие грип или било што, да кажеме нешто, некоја инфекција, шеќерот се качува на 20, јас морам дополнително да му инјектирам инекција. Значи тоа се дополнителни единици кои што тие не биле предвидени во текот на тоа. Или што велевте, што кажавте вие, ви падне пенкалото, се случува, значи што правиме тогаш? Ние немаме инсулин, или треба и тоа ли да го предвидиме? Зошто е ускратувањето? Тоа не е работа која што ние би можеле да ја злоупотребиме. Тоа е едноставно живот на луѓето со дијабет. Значи тоа е хормонот кој што луѓето со дијабет живеат со тој инсулин. Не е нешто кое што може да биде или нешто минливо, кое што денеска го користат, утре нема да го користат. Да се продаде, да се злоупотреби. Ете така, значи тоа е животот на дијабетичарите кои што секојдневно се борат со тоа и со инсулинот. Сакам уште нешто да додадам, само на ова да се доврзам. Вака се ќе кажам нешто. Морам ова да го кажам. Последиците на подолготраен шеќераш, како што сме ние, значи симптомите и така натака, значи ние почнуваме да Со видот проблеми и со други органи, така, со бубрези имаме проблем со бубрезиве и имаме проблем со долниви екстремитети, каде што циркулацијата на крвта кај долните екстремитети, не знам, се измешува некако, не знаат ни самите доктори не може тоа да Оштетување на нервните завршетоци. Сега вака уште нешто да кажам. Порано, ние имахме бесплатен преглед, пазите. Можехме да појдеме наочно, годишно, да појдеш наочно, да го видат точното дно, буквално бесплатно. Сега, луѓе не одат наочен лекар, затоа што треба да плати, харекирам, 300 денари, можда не се некои големи, ама некој може да не може да ги одвои тие 300 денари. Ако појдете на Доплер, тоа е 800 денари. Дали може некој да си доволи тие 800 денари да ги даде? А проблемите ги... Значи, веќе тие бенефиции ги немаат диабет. Немаме повеќе, да. Ја ви кажам, кога одиме на контрола, на преглед, пазете, кај што ние сме диабетичари, кај што имаме апаратчиња, кои ќе ни земат по болницава за да го провериме она, ни земаат по 60 денари од лентата, што ја потрошиле за да ми го мери шеќерот. Па не сакам да ми го мериш, имам апаратче, сам ќе си го мерам. Ама тие се ови наши катастрофи. Ајде кога сме веќе кај апаратчињата. Како мерат, се жалат постојано пациентите дека не мерат добро. Што е со тие глукомери? Па еве, ја би предложил, бидејќи и боговите молчат пред аргументите, еве, доставно, да презентираме. По некоја случајност имам 2 вида на инструменти и соодветни ленти за нив. Еве, од сопствена крв, од иста крв, капка, ќе ставам капка на едниот инструмент и ќе ставам капка на другиот инструмент. Меѓувремено вие можете слободно да си правите мовет за некои 2-3 минути, да потврдиме дали ние лажеме и колку лажеме. Да, ние имаме и ни испратија од некои здруженија, имаме и снимки од различни мерачи како мерат и на различна температура.
имаме и еден документ, еден допис во кој што се гледаат набавките во прилеп, колку биле предвидени, а колку се добиени. Значи предвидени некаде 600, а добиени 100. Тоа значи кратење за 6 пати повеќе. Да, и повеќе, да. И повеќе. И ова сакам да се прискажам, се извинувам што морам ова националната комисија, значи Се извинувам само, еве го. На така наречен исправен инструмент ми покажува 8,5. Добро. Сега 8,5, да. Еве на другиот инструмент кој го добиваме како донација, односно бесплатно од Министерството, односно центрите, со соодветни ленти, од иста капка крв, малку се другачи Ќе ленти. потрошите една лента. Нека е таа штета. Да, да видат луѓето. И посебно ќе напомнам, значи од 8,5 до 10 е 1,5. Временските услови, температурните услови сега се приближно идеални за овој инструмент. Да, така. Иначе, ако е овој температура, надворешна температура или во собната температура, ако е испод плюс 15 степени, се случувало, бидејќи сум доста активен како председател и како здружение, Така. мериме, стално правиме акции, мерење на шеќер, едукативни предавања и се тие други работи. Пред недела дена, на 25 месечини, бевме на еднодневна екскурзија во Свети Јаким, за некоја си неслеќа, беше негде околу 10 степени температура. Разлика измеѓу овој инструмент и овој инструмент беше 9 единици. Тоа е страшно. И сега, родителот може слободно да каже во каква состојба ќе дојде нејзиното дете, Што би се ако случило во таква? најмалку треба она да го ако покаже 5-6 единици и повеќе, треба да доплира дозата. Да. И ако ја доплира дозата, што ќе се случи? Кома. Најстрашното нешто од кое што сите се плашат, особено родителите за своите деца, тоа е хипогликемијата или хипергликемијата. Хипогликемијата е нискиот шеќер кој што запаѓа детето во кома или воопшто диабетичарот и кој што прави огромни штети по мозокот и по било кои делови од организмот, како и хипергликемијата која што пак како висок шеќер исто прави оштетувања особено на органите, да кажеме, во телото и создавање на кетоацитоза која што е повеќето знаат дека е нешто кое што е навистина И да страшно. надодадам, не дај Боже да ти се случи во ноќна, во сон да ти се случи. Так. И да немаш помош. Буквално, ако ти падне испод 2 или испод 1 шеќерот, буквално доаѓаш со ситуација да не можеш да отидеш до фрижи да си кастеш нешто за јаде. Так. Па плюс ако живееш сам, нема кој да ти. А имам и сознание, баш и тоа сакав да го кажам во една комуникација сега баш пред емисијата со една мајка, каде што добив сознание дека глукагонот, кој што е потребен, каде што секој диабетичар треба да го има, тоа е инекција, тоа е исто хормон кој што всушност се употребува при хипогликемијата и кој што е неопходен да го имате во ваша близина, мислам тоа е да го има секој диабетичар во својот дом. Не е достапен во моментот, го нема, заминати се залихите за оваа година и се чека новиот тендер кој што треба да се набави. И сега јас би прашала што со оние кои што го немат. Значи, или треба да го набавуваат приватно, значи да се купи, а и прашање дали ќе може да се најде кај нас да се купи во аптеките, а тоа е нешто кое што, како што рече господинот, дека ако паднете во хипогликемија и не си вбризгате глукагон, значи може да има катастрофални последици за било кој диабет. И тоа со набавките од странство е сепак малку ризик, освен што е трошок за пациентите и ризик транспортот. Па има И стандарди, начинот на кој се како се транспортира, транспортира, каде се складира, како се транспортира Таа најбитно. инекција се носи со сака. Значи, ностоп мораш да имаш во одсекот. Било каде. Да, но Било другите каде се би секогаш во фрижидери се Така, стационира така. соодветно Ова се мора да средуваат. имаш, затоа што може да ти се случи. сомневате и во квалитетот, тоа е на одредени инсулини. Се
Се сомневате во начинот на транспортот или Тука не сум случај и не би можел да ви кажам јас и не би сакал во таа проблематика да Да, навлегувам. имаме родители но кои што имам кажаат собствено исто како да му искуство. дават вода на детето. Имам собствено искуство, долгогодишно како диабетичар. Само кратко ќе кажам, пред неколку години, поради 3 пати што морев да лежам на клиника, за да се испита од што ми доаѓа нерегулираниот шеќер и покачената килажа, баш во времето кога беше свинскиот грип, ја бев заразен од свински грип и после трето влегување на клиника, излечен од, кажи го, свинскиот грип, буквално набркан од клиника, бидејќи нема услови. Просторни услови нема во клиника, не се лутам на клиниката како клиника. Со 2 плюса ацетон во мокраќа, успеав после некои 3-4 месеци да го наставам во нормала шеќерот 4 години. Но, до пред 2-2,5 години, повторно, поради тоа што некој мислил дека сум предозиран, без никакво додатно испитување, ми го исклучија дневниот, односно кристалниот инсулин и веќе 2 години, не само што не ми е регулиран шеќерот како што треба, дали е сега од квалитетот, дали од замената што од едно пенкола на друго, од еден тип на друг, меѓувремено ми го вратија дневниот по одговорност на матичниот доктор од Куманово. Јас за некоја си среќа или да кажам несреќа, пред точно година дена доживеав инфаркт и бев стентиран, но за среќа само 3 дена престојување во болница, сосема успешно беше извршено стентирањето и јас се чувствувам се уште не пациент, него диабетичар со нарушена метаболизам, односно нарушена лучење на хормонот инсулин од страна на мојот панкреас. Да, многу пациенти се Но жалат до кога ќе биде така? турбуленции на промени на инсулинот. Вака ќе ви кажам уште нешто. Сакам нешто друго да ве прашам. Околу притисоците. Националниот сојуз на диабетичари не ве поддржа пред некој ден кога се појавивте на пресконференција за да кажете за проблемите со инсулините. Каква е ситуацијата? Зошто председателот не ве поддржа? Зошто ви ја заклучи вратата? Тврди дека потоа излезе едно соопштение каде што се тврди дека се работи за лични интереси. За какви интереси зборува Благоја Ја би Рибарска? ви апелирали, ви бе замолел вас како новинари, а после како истражувачки новинари, да земете обврска, да проверите. Иначе за сама информација, овој прес што го државме во понеделник беше буквално организиран од диабетичари од тип 1, од скопските здруженија дека што се, и не известија и не поканија на кој што присуствував и јас и голем неколку души од цела Македонија. Да, знаеме. Зошто не ве поддржа председател? Па не знам, за која среќа председателот дојде на тој состанок во просториите и како задолженија добивме сите, јас и уште еден од здруженијата, добивме задача да ги формираме сите здруженија низ цела Македонија, да дојдат, ако сакат, на самиот прес. Но потоа се случија други работи. Што И се место случи? председателот да дојдеше, како што се договоривме во 10 сат, он си закажал на своја рака разговор со Национална комисија и со Ивица Смоковски си закажал и ми се јавува на мене и ми вика: Стефане, ќе те молам, пошто ја закажав состанок со Националната комисија, одложете го пресот за друг пат. Викам, нити јас сум го закажал тој прес, само го поддржувам во смисол на тоа дека да ги истакнеме проблеми, да ги нотираме проблемите и да предложиме мерки. Неколку здруженија се откажа тој прес. Па управо тоа сакав да финиширам и да Ајде, поентирам. повелете. Значи на крај, кога успеавме скоро 20 на здруженија да потврдат дека ќе дојдат, тој се дрзна, докторот, односно председателот, се дрзна да им се јавува на сите председатели на сите здруженија, наводно дека се откажал пресот. И во тек на сабота и недела, само оние што ми се јавија да проверат, биде ја бев тој што ги вртев на голем дел, тие што ми се јавија што е ова, Стефане, ти велиш дека се организира, дека ќе има прес, а председателот ми јавува.
Викам, ја не знам, викам, никаква промена нема. Кој се јави, ги видовте присутни на ова. Видовме дека беше заклучено за просторијата, немаше ни состанок во 10 сатот, немаше ни присуство негово освојно изложение на пресоца. Биле вршени притисоци, значи. Па не знам, сум бил маркиран, па сум бил оваков, па сум бил онаков, од она страна. Кој си ти да организираш пресови? Абе, викам на председателя, ја не го организирав, јас се само приклучив. Ја добив задаци. Сте представник на едно здружение. Вие во Кумано може да си правите пресови, со тај изборови. Вие во Кумано може да си правите и да си ги штитите интересите на Кумано. Вие имате еден бизарен случај од пред неколку месеци. Ке сакате ли накратко да ми кажете зашто се работи? Кога веќе зборуваме за притисоците. Кога зборуваме, јас сакав и другиот притисок. Искрено ќе го кажам, пошто ние комуницираме во Струга, имаме голема, морам да го кажам, поддршка од докторите, Така? и од Верчани, и од Струга, комуницирам буквално со сите. Сите ме поддржуваат. Но притисокот се врши со тоа што тие буквално им е наредено овие што се на таблетарна терапија да не ги препрлат на инсулинска моментално. До кога не знам. Веќе и тие самите. Има и допис, секој ново диагностициран, кој што треба да биде на инсулин, допис до докторите, веднаш да го стават на хуманиот, односно тие поевтините. А иначе Тој допис го имаме и тука. Може Тоа да не го се кажеме неопознани, не можам да во вака сад ќе ви кажам. Јас во ноември некаде, декември, дадов изјава дека ја повикувам Националната комисија за нова година, пред нова година, 2015-2016, да не повика нас од Струга, за да ги решиме проблемите за инсулинска терапија, за сите проблеми што ги имаме со таа Национална комисија, или кажам дека Струга има заболено околу 9000 пациенти, од кои 1500 до 1700 се на инсулинска, другите се на таблетарна. Ќе ги повикам на еден мирен или благ штрајк. Верувате, после дадената изјава на телевизија, на Алсатем, кажам, после 3 дена мене ме повика во полициска станица. Ме товарја за тешко кривично дело во Ресен, каде што јас, стварно во Ресен никој пат не сум бил. Сум немал потреба. Осте што ме малтретира во Струга, значи инспектори од Ресен. На 28 декември, пошто веќе се ближеше, мислеа тие дека ќе излеземе на штрајк. На 28 декември ме повика и ме апсна и ме однесува во Битол, предјавен обвинител, со решение, со сите нишани. Јас сум се чудел, стварно искрено ви кажам, јас... Ве обвинија зашто? Ме обвинија дека сум менјал лажни девици во минувачница во Ресен. Тешко кривично дело. А јас во Ресен, искрено ви кажам, ако ме пуштите, може ќе се загинам. А вие што работите, по што сте поступили? Јас работам во територијалната противпожарна единица во Струга. Цел живот влегувам по станови, по куќи, Никој не се пожалил дека ние сме имали направим, не само јас, него и моите колеги. Никој од граѓани се нема пожалено дека му фали едно игличе, а не кај дека јас ќе правам тешко кривично дело во Ресен. Стварно е смешно. Нека им служи на чест, на тие што сакаат да ме наместат. Претрпевте голем стрес? Па сигурно. Па не само јас и мојата фамилија. Како заврши таа работа? Таа работа едноставно ми рекла дека во Битола дојде началникот на Веса Војдан, не знам, пошто нити ми се представија. Имаше некое препознавање? Да, имаше препознавање пред Стакло, како ја кажам, влега 8 инспектори со како на филм, што да ја кажам. Ова е стварно филм. За Ивица Смоковски да слушне дека ова беше стварно филм. Ми дава бројка, па дојди понапред, дојди назад. Ме слика? Да. Ме слика и то се мало. Во Струга, пошто јас работев во МВР и до 2005 година. Сите колеги полицајци ми се другари, како да кажам, заедно сме јаделе, од иста фирма сме користеле пари. Кога ме видат таму за сликање, тие побараа налог судски.
Тие го носе и ситскиот народ. Значи тоа беше спремно све за да јас во моментот да ме заплашат, за да не излезам на таа, да не ги повикам луѓето на ете тој благ штрајк, како да кажам. Еве го чекам. Диабетичар на инсулин. Да, диабетичар на инсулин. Јас видите во Струга им благодарам на Стружа, па на сите им благодарам. Сите, без разлика се, да не влезам, и од верска, и од партиска, и од била, сите беа со мене, да. Ама сите беа со мене. Сите беа свесни дека тоа беше класично намештање. Не знам од кого, пак не можам да тврдам се, не можам да кажам дека од Национална комисија или од нешто друга побуда. Тоа не можам да го кажам. Добро, на таа пресконференција која што се одржа пред неколку дена беа кажани барања кои што се однесуваат до таа национална комисија што одлучува за судбината на толку илјадници луѓе кои што се на инсулин. И меѓу другото беше кажано за квалитетот на инсулините, на лентите, на иглите, да не се врши притисок врз лекарите за да ги ставаат сите на хуман инсулин, да не ги менуваат, да не се прават такви турбуленции. И беше меѓу другото кажано и дека можно е да се кампува пред Министерството за здравство, мирен протест доколку не ги прифатат тие барања. Еве повторно кај протестот. Да не ме уапсат повторно. Па сега не знам. Ако им служи, значи, ако јас ја кажам. Не бевте вие тој што ја кажа таа изјава, меѓутоа застанаа сите за тоа. Вака ти кажам сега. Проблемот со Националната комисија, малку морам да го ние стварно одржавме состанок. Стварно. Професорките не се слушаа. Све окей, све. И на крај заклучок донесовме да добиеме записник од состанокот. Кој што кажа во момент? До ден денеска тој записник ние го нема. Што да очекуваме понатака? Како да, ако не излеземе радикално, сега радикално, тоа не е некој мирен протест со некој шатор што ќе застанеме пред влада, иначе Никола Тодоров изгледа не сака да слушне за диабетичари. Пошто си го има некој Сивица Смоковски, тој е интернист, тој можда, ако седне со нас диабетичари, ние можеме буквално да си играме со него, како да кажам, мајта. Верувате дека ние многу повеќе знаеме од него. Многу повеќе, затоа што тој, и пак ќе го повторам и на пресуд го кажам, толку цинично, толку цинично ни се насмеа. Па него кој му рече дека, знаете како, го зема телефонот, па се јавува во Куманово, во на самиот состанок, се јавува во Куманово. Зошто? За да провери дали има инсулини? Дали има инсулини, мислам, Ја му кажувам дека од последните неколку месеци Куманово како позитивен пример што беше, сега се случува да има недостаток. Не дека нема 4 месеци или 3 месеци, него дека и од определени време на датуми во месецот снемувано. Еден друг ден на друг инсулин и он лажеш. Ќе му вртам на докторот, врти му вика. Му врти на телефонот. Утреден дека отидов кај докторот. Вика, добро бе Стефанија, не ти кажав дека нема. Некој не стасува, што е факт. Има аргументи, има пишани документи, докази дека ако вистинската потреба на инсулинска терапија од било кој тип на инсулин е месечна потреба од 40 кутии, карикирам сега, или 400 кутии, дека се испорачуваат 280, 250, 300. Значи се крати. И како сега може докторот или персоналот да даде нешто, а нема доволно. И сега присилени се да ти го менуваат, алтернативно да ти дават или било што. Пази, не можеме да добиеме информација, еве искрено кажам, од таа комисија за Национална комисија, таков притисок беше према аптекиве наши, према докторите. Искрено не смеат луѓе. Ние ипак Струга е мало градче, не е град како Скопје. Ние се знаеме, ако не од друга страна го знаеме преку фамилија некој, кој ќе седне на маса на друга, надвор од тие простори, тие го кажуваат проблем. Ама не смеат да ви дадат информација дали има или нема. Не смеат да ни дадат, верувате дека ние го, извини вака што ќе го земам, бараме од аптекава, јас лично го имам побаран. Списокот на диабетичари, точниот број,
колку се тип 1, колку се тип 2 и колку се на таблетарна терапија. Список бараме еден обичар, кај што тие секој месец го добиваат. Не разбирате? Значи, затоа е таа аптека. Не смета. Добро, вие се обврзавте дека, бидејќи Националната комисија рече дека лажат здруженијата, лажат пациентите, исто така лажат и новинарите, бидејќи и мене ме демантираат постојано, дека секој допис, секоја забелешка ќе им ја праќате или ќе ја заверувате кај нотар и така ќе им ги доставувате за да имаат Не, имаме еден предлог. Ние се нафаќаме, еве, јас како председател на Куманово, на Сдруженијето на диабетичари, ќе уведеме секојдневно дежурство по 3-4 часа на волонтерска база, ќе дежураме во апотеката, односно во Центарот за диабет, и кој ќе видиме дека тој и тој пациент, односно не е битно кој е пациент, дека тој и тој инсулин немаше денеска, немаше од тој ден, ако имате вие дописници во Куманово или во било кој други градови, да комуницираме телефонски, да испратите ваша екипа и да проверите, да се документирате. Најдобро е да им испратите допис на Националната комисија, тие да го имаат. Видете, ние имаме поднесено. Новинарите се секогаш тука, меѓутоа Ние од Струман комисијата не лично имаме поднесено барање до Националната комисија. Тоа барање значи да оди процедурално, како да кажам, подобно во кај директоров на медицинскиот центар во Струга, ментор. Човекот, значи ме прими со сите, како да кажам, писмото го препрати, тој го препрати, значи болницава го препрати писмото до Националната комисија. И ден денеска немаме никаков одговор. Директорот што е логички ми даде она дека документ дека писмото е пратено и Значи тие се соочуваат со проблемите што не Морам да можат напомнам ви нешто излезат дека ме во асоцирава пресрет. дискусијата. Ние како сојузно здружение пред неколку 2,5 години ми се чини, не ме фаќате за збор, имаме подпишано меморандум за соработка со Националната комисија со Министерството за здравство. Колку функционира тој меморандум, посебно од Нова година наваму, вие сте сами сведоци. Исто така, морам да напомнам, и ние како Кумановско здружение на диабетици имаме склучено меморандум за соработка со болница Куманово. Идеално функционира. Идеално функционира. Еве да само за пример да ви потврдам, да ви кажам. Имам добиено спонзорство 300 ленти од овие исправни, а за 5 месеци имам измерено како здружение наши активности преку 1000 мерења на потенцијални диабетичари, скриени диабетичари. Со кои ленти? Ми даде болница, ми донираше, директорот ми донираше 200 ленти, 300 што ги добив од спонзорство, 500, другите 500 се мои лични и ленти од колеги, односно диабетичари. Имаш залика? Имам, дај ми 50. Еве и така не ги користам, не им верувам, еве ти 50. Но сакам да се надоврзам, извини вака. Да привршуваме веќе, да. Само сакам да кажам, да ги охрабрам стружани, значи, патата, ми се јавуваат многу и кога ќе треба да се свика некој состанок, кога треба, значи, стружани сами да одлучат, верувајте, значи, тако, не знам, дали луѓето се стварно или исплашени, или притисок имашат. Знаете ли кој одговори ги добива? После 2 дена, кога ќе го побарам, например, еве ќе држиме некој состанок за да напишеа до Национална комисија или било како да е, било што. Знаете ли кој одговори ги добија? Знаеш, аби детето ми е запослено. Аби имам дучен да не ми дојде ујата. Ме разбирате, доста со тие претоси. Доста ми стварно. Оставете ги стружени нека живеат. Нека до кога ние пишеме, до тоа што можеме да живееме. Повеќе од тоа не можеме ние да живееме. Ама дека не ни го скратуваат. И политиката со диабетесот се... Значи, не ми е јасно. Значи, гледайте, граѓаниве се, пазете, има и албанци кај мене во здружение. Ама секој ќе го побара, знаеш, знаеш што, знаеш, ајде да не дојдам денеска, или знаете како се оние... Не денеска, ам добра, ајде денеска, не, ајде утре ќе го направиме тоа.
А проблеми имаат. Проблеми имаат. За разлика од нив, вие се снаоѓате од странство, купувате ленти? Со лентите, па зависи кога, или од странство, или исто вака од некои пријатели кои што може ќе Се му останат, па позајмувате. да, се позајмуваме додека нели другиот не набави или се. Еве јас на пример можам за себе конкретно да кажам, а имам сознание и од други родители дека тоа што е лентите како бројчано 250 на 2 месеци, кои што вели комисијата дека се премногу доволно, како што го читав демантот, јас тврдам дека воопшто не се премногу доволно. И тврдам за тоа и можам да ви дадам и доказ дека постојано купувам и постојано набавувам плюс од тие 250 ленти. Затоа што тие 250 ленти за 2 месеци на 60 дена доаѓаат 4 ленти дневно. Тоа е пред секој оброк мерење. Значи, само пред секој оброк мерење. Што станува за мерењето измеѓу оброците? Дали јас на моето дете треба, ако ми рече ми се лоши, да му речам не, немаме ленти, ќе чекаме до утре, значи не можеме да искористиме повеќе од 4, или ако, не дај Боже, било што му е во сонот, бидејќи ние родителите и со тоа се соочуваме, како што рече претходно господинот, дека може да ви се случи хипогликемија и у сон, па ние сме постојано дежурни, да речеме, или јас или сопругот, па проверуваме навечер да не се случи таа хипогликемија, за да може да изреагираме дека сепак е дете. Дали јас тоа треба да не го правам, затоа што немам доволно ленти? Значи, недостаток на ленти, како бројчано, не се согласувам дека се премногу доволно. Особено за децата. И за квалитетот не зборуваме, преска ви го долови господинот примерот со разликата, затоа воопшто не сакам ни да зборувам за предходните мерачи кои што беа на Акучек, One Touch и како беше другото, True Result, да речеме, тие беа доста поквалитетни во однос на овој последниот. Али дека количината на ленти е доволна, не е доволна. Особено не за децата, каде што навистина не можете вие на детето да му скратите и да му речете не, сега ќе се водиме од некоја интуиција, дали тебе ти е низок или висок, нема да мерим. Сам тоа е недозволиво и мислам дека е десрамота да покрај тоа што се носат со заболувањето, уште и да им се скратува можноста од нормално пратење и тек на болеста. Добро, јас се надевам дека барем малку ја доловивме сликата, како тоа изгледа ситуацијата со инсулините во Македонија. Во однос на листите само не спомнав, не знам, мислам дека и на пресот беше спомнато, во однос на листите кои што претходно ги спомна на почетокот господинот, кои што сега ги издаваат на 4 месеци, мене се уште како родител не ми е јасно зошто на 4 месеци се издаваат листи за едно тешко хронично заболување. Значи збориме тешко хронично заболување кое што не е од денес до утре, кое што не е со временски рок дека тоа е за 2 месеци ќе се излекува, па нели ќе има потреба од промена. Тоа е доживотно. Значи, зошто, како порано што беше на годишно ниво, ако ништо друго, барем од тој стрес и од тоа оптеретување да бидеме ослободени. Дека не мораме секој 4 месеци. Мене сега ми доаѓа, ете ова барање за 4 месеци каде што стои, дека треба да го земам во јули некаде средина. Значи, јас не треба да одам на одмор, или треба како да ангажирам друг, а треба да оди со преглед. Значи, морам да закажам преглед, мој термин, за да направам контрола, па да го добијам листот. Зошто е на 4 месеци? Значи, тоа не е заболување кое што е минливо, тоа е постојано, доживотно заболување. И тие листи кои што ги имавме на годишно ниво, беа барем еден дел од олеснувањето, нели да не сте оптеретени со постојани. Меѓутоа, тоа изгледа има некоја друга позадина во однос на промените на инсулините, па заради тоа и е таа пократка ставено поточно пократок период на промени на листите. Да те притисна да ти го смени. Да. Добро, јас ви благодарам што се потрудивте, што дојдовте од Струга, од Куманово, што дојдовте, го оставивте, детето се надевам има со сестра ме да биде со некој, за да им ја доловиме сликата на граѓаните и на Националната комисија, ако имаат волја и желба да гледаат. Ние ви благодариме на поканата, еве јас лично благодарам, меѓутоа сметам дека би требало да има поголем одзив, особено и од родителите, да си го кажат мислењето, нормално и од другата страна и од диабетичарите кои што се повозрасни, и не се согласувам со тоа дека комисијата не треба да го слушне нашиот глас, бидејќи ние сме тие што сме засегнати. И не за тие постојат заради вас. Заради нас, точно. И не за џабе се вели дека секоја поговорка си држи до своето.
се вели не го прашувај гаталецот, прашај го паталецот. Значи ние сме паталци и знаеме што ни треба, кои ни се недостатоци и што имаме потреби. Со сета почит кон нив и кон нивната професионалност, но сепак друго е нашето и сепак треба да се слушне нашиот глас или нашите потреби нормално во усогласено со нив и со нивните мислења. Ви благодарам што. Ви благодарам.